Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за писменоста или поточно кажано за неписменоста кај младите. Кои се причините зошто младите имаат се помалку знаења, иако завршиле средно па и високо образование. 50% од младите во Македонија се неписмени или полуписмени, покажа едно истражување. Поразителен податок на кој не му се обрна поголемо внимание. Причини за таквата состојба има повеќе. Од лошото образование, преку кризата на моралот и изместениот систем на вредности, па се до шундот и кичот што се нуди на интернет. Неписменоста на младите е ехо на турбокултурата во која во изминатите 20 на години живее македонското општество, велат стручњаците. Тие укажуваат дека постои криза на моралот и нема ориентир за вредности кон кои треба да се тежне, а во медиумите доминираат големи наслови за корупција, неказнивост, невработеност и изобилство и расфрлање со пари на поединци. Во таков амбиент, резултатите од истражувањето во кое се наведува дека 50% од учениците во Македонија се неписмени или полуписмени, очекувано е дека никого во државата не го вознемирија премногу. Ако имате една голема култура на неказнивост или ако перцепцијата кај јавности, особено кај младите, е дека политичките партии треба да бидат оние кои што ќе водат и оние главни вработувачи, главни понудувачи на перспектива во нашата држава, тогаш имаме сериозен проблем пред нас на кој што мора да се работи постојано. Вели Димитар Низамовски од невладината организација МОВ. Тој посочува дека постојат поголем број млади кои формалното образование го гледаат само како пат кој треба да го изедат само да се вработат, но ти недостасува и воспитно-педагошкиот елемент на образованието. Професорите велат дека проблемот на неписмени млади луѓе е последица на тоа што државата возможува слаба материјална поддршка за образованието и воопшто за јавниот сектор, а дека мотивацијата на професорите е ниска со оглед на вплатите, а на факултетите доаѓаат се послаби генерации. Универзитетскиот професор Ило Трајковски вели дека за жал во македонското општество се помалку се ценат вредностите како што се знаење, образование и култура и дека за напредок постои впечаток дека денес се потребни други нешта. Се менува системот на вредности, ние формираме генерално во сите сегменти турбокултура. Не е битно знаењето, не е битно вештините што ги стекнуваат луѓето. Битно е да дојде до некакви јасно една-две цели, пари и моќ, а начинот на кој што ќе дојде не е важен. Знаењата не се тие кои што ги квалификуваат луѓето да добијат позиција, да речем, во јавниот сектор. Стручњаците велат дека проблемот на неписмени или полуписмени млади луѓе и во нивните родители, објаснувајќи дека односот кон книга, образование, сопствен јазик, култура на светот е однос кој што се образува од домот и е работа на домашно воспитание. Ти исто така велат дека сега луѓето може да дојдат во допир до знаење и преку интернет, но дека проблемот на интернетот е што продуцира и голем број на шунд, кич, ѓубре кое е нафрлено во форма на информации. Информациите никогаш не се знаење, велат експертите кои забележуваат и дека луѓето веќе немаат концентрација да прочитаат ниту една страница од книга. Тие заклучуваат дека податоците за неписменост на половина од младите во Македонија се погубни и зборуваат за целосна ерозија на моралниот систем. И во соседна Бугарија системот на образование според последните истражувања не ги дава посакуваните резултати. Таму пак главен проблем е како да се навикнат младите да работат и тоа уште додека учат. Надминувањето на така наречената работна неписменост, според работодавачите, ќе биде од пресудно значење за побрз развој на бугарската економија. Владислав Николов со срамежлив младежки изглед и работна униформа им припаѓа на ретките во Бугарија – чираците. Трябва задължително всички ученици по тази специалност да се занимават, да идват по практики тук в фирмите, защото повече работи се научават. Според Евростат, во Бугарија 15% од младите на возраст од 15 до 24 години не посетуваат училиште, не работат или не посетуваат курсови, што е за 5% повеќе од европскиот просек. Оние кои се на училиште пак воопшто не се обучуваат со потребните вештини за работа, се жалат работодавачите. Комбинацијата на стручно образование со обука на работното место е одамна воспоставена практика во земји како Швајцарија, Германија и Австрија и представува клучен фактор за виталноста на нивните пазари на труд.
Но Бугарија ваквите шеми ги започна пред некоја година со цел да се справи со се поголемиот недостиг на работна сила. Николов е еден од тројцата 17 годишници кои беа прифатени во Габинвест, фабрика за ловечки пушки од Габрово на северот на Бугарија. Оваа брзорастечка компанија очојно бара квалификувана работна сила, вели техничкиот директор Пламен Петков додавајќи. Кам днешна дата дефицита на кадри е огромен. Ние търсим всякакви възможности за да пополним този дефицит. Дуалното обучение е една голяма възможност за нас да подберем такъв персонал. Самиот Николов вели дека неговото школување му овозможува да научи повеќе отколку на училиште. Но тој признава дека е тешко да се станува, да се доаѓа на време и да се работи цел ден. Николов минува 2 дена во неделата во фабриката, а други 3 во училиште. Работодавачите се гладни за работници и поради продолбочувањето на демографската криза и големиот екзодус квалификувани работници, откако оваа најсиромашна земја членка на Европската Унија му се приклучи на блокот во 2007 година. Според Обединетите нации, бугарското население од 9 милиони во 1989 година се намали на околу 7 милиони сега. Истражувањата покажуваат дека заедно со IT инженерите и лекарите, исто така има и голем недостиг на возачи, готвачи, келнери, бравари, заварувачи. 17 годишната Стефани Тодорова, чирак во еден ресторан во Софија, вели. Готварството е една изключителна нова реализация за абсолютно всички тинейджери, още повече, че професията готвач се разраства много из България и чужбина и не само. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме на проблемот со неписменоста на младите. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.